34 од Крива Паланка е загинатиот работник на градилиштето во Скопска Киселавода. Неофицијално загинатиот е сопруг и татко на 2 малолетни деца. Тројцата повредени пак во истата несреќа се на возраст од 35 до 45 години, кои биле итно пренесени во клиничкиот центар Мајка Тереза. Нивната здравствена состојба се следи и медицинскиот третман продолжува. Откако вчера од Скопското обвинителство информираа дека е издадена наредба за обдукција на починатиот, денеска оттаму кратко велат дека се уште се истражува како дошло до несреќата. А причините за истата и почитувањето на прописите за безбедност при работа ги истражуваат и општинскиот градежен инспектор и државниот инспекторат за труд, од каде за 24 објаснуваат дека објектот не бил обезбеден, но дека сите ангажирани работници биле во работен однос кај подизведувачот. Од страна на инспекторот од областа за работни односи, утврдено е дека сите ангажирани работници инволвирани во несреќата биле во работен однос кај подизведувачот. Од областа на безбедност и здравје при работа, утврдено е дека не биле превземени колективни мерки за заштита, односно не било направено подградување на ивиците на темелната јама или друг начин за заштита од обрушување на земјиштето, што е причина за несреќата на работа. Дадена е усмена забрана за работа на градилиштето, нотирана на првичниот записник и заложенија да се достави целокупната документација која се внесува на безбедноста и здравјето при работа. Надзорот ќе продолжи, а забраната ќе трае се до отстранување на причините за несреќата, односно додека не се обезбедат сите мерки за заштита на работниците во понатамошно изведување на градежните работи, додаваат од инспекторатот за труд. Се очекува истрагата да ги открие точните околности на несреќата. Дозволата за градба е издадена пред само месец и половина. Изведувач е компанијата Јакимовски, а собственик е поранешниот градоначалник на општина Аеродром Ивица Коневски. Земјиштето според него било во собственост на неговото семејство повеќе години. По трагичниот исход на градилиштето од Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање јавно обвинија дека македонските работодавачи законот за безбедност го третираат како трошок, а не како обврска. Синдикатот бара итна истрага и именување на одговорните. Македонија во секторот градежништво е убиец број 1 во Европа. Небезбедните услови, ниските плати и прековремената работа создаваат заморени работници кои поради екзистенцијални потреби се приморани да работат во ризик. Синдикатот бара итна и темелна истрага, утврдување на одговорности и редовни инспекцијски контроли со цел да не се повтори ваква трагедија. Аврија и на социјалните мрежи. Граѓаните со гнев коментираат по фаталниот исход кој на маса повторно ја врати безбедноста на работниците, особено во градежниот сектор. Еден загинат и тројца тешко повредени работници на градилиште е многу сериозна причина за аларм. Исплеткани корумпирани дилетанти, збогатени преку ноќ. Човек, работник, гине на работно место и тројца негови колеги се тешко повредени поради 35 години јавање на градежната мафија, која се отепа од перење пари преку бетон. Се дел од коментарите на социјалните мрежи по вчерашната несреќа во Скопска Киселавода. Инаку, според извештаите на невладините кои ја следат безбедноста на работните места, градежништвото заедно со земјоделието се дејностите каде секоја година има најголем број смртни случаи при извршување на работни задачи.